Позитивни се почетните резултати од првата фаза на проектот Добра земјоделска практика, богат биодиверзитет, што во изминатите 8 месеци се реализира во Кочанскиот регион, а чија главна цел е да се намали палењето на сламата заради зачувување на животната средина. Носителот на проектот, Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка, организираше работна група, чија задача е да направи детална анализа на ефектите од преземените активности за подигање на јавната свест кај земјоделците поради штетноста на палењето на жетвените остатоци. Ние имаме предвидено повеќе инфосесии во 33 села во нашиот регион, тука во Кочанскиот регион, и таму ќе ги презентираме исто така сите практики, добра земјоделска пракса, има прирачници, мерки кои се со минимални услови и алтернативните искористувања за употребата на жетвените остатоци. Активностите од проектот се реализираат со подршка од Швајцарската агенција за развој и соработка во координација со Центарот за развој на Источниот плански регион. Од таму дојде предлог за понатамошно унапредување на алтернативните решенија за искористување на остатоците од жетвата. Една од идеите секако е и искористувањето на жетвените остатоци од ориз во јавното предпријатие Водовод во пречиствателната станица за изработка на компост, но секако тоа дава можност и за развој и на останатиот бизнис сектор да се вклучи на некој начин во искористувањето на жетвените остатоци. Дали и тие ќе отпочнат свој бизнис со производство на собствен компост, дали ќе се вклучат во транспортот, во собирањето, во балирањето на жетвените остатоци, тоа зависи од нив. Ова е една можност, затоа сме денес овде, затоа се направени промотивни материјали, се со цел да се поттикне бизнис секторот да учествува со своји идеи, а секако да не се пали жетвените остатоци и да не се нанесува штета како на самото на самиот биодиверзитет на самата почва, така и на жителите и на луѓето воопшто. Добиените резултати од анализите на работната група во соработка со ресорното министерство треба да добијат поддршка во законските рамки. Понатаму во текот на следните месеци преку работа, средби заеднички, на крај да произлезе нешто конкретно кое што поднатаму би можело да го предложиме на Министерството, доколку има можност, верувам дека ќе се најде можност да се преточи во некој вид на поддршка на фармерите, за да може да го гледаат како стимулативна мерка практиката, односно примената на одржливи практики и да се минимизира палењето. Проектот Добра земјоделска практика, богат биодиверзитет продолжува со втората фаза, при што ќе се организираат инфосредби со земјоделците во регионот. Почна асфалтирањето на локалниот пат на делницата од местноста Крушка до Ајдар во должина од околу 2 километри. До сега се бетонирани пропустите, а поставена и дренажа, па стручните служби од општина Кочани најавуваат дека работите ќе бидат завршени во рамки на предвидениот рок. Во текот на овој викенд, а до вторник, ќе биде забранет сообраќајот за тешки товарни возила. Првиот дел од патот Крушка Ајдар се гради со средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој преку мерката за чувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја. Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој одобри 15 милиони денари на општина Кочани за изградба на оваа рурална делница. Локалната самоуправа има обврска да го плати данокот на додадена вредност. Локалниот пат на делницата од Крушка до Ајдар поминува низ необично убав предел, недопрена природа во Соговијата покрај Бела река. Асфалтирањето треба да ја подобри и сообраќајната поврзаност кон селото Небојани, кое се наоѓа на надморска височина од 1200 метри североисточно од Кочани. Во овој планински регион минатата година беше изграден близу 1 километар од локалниот пат од Крушка до селото Полаки. Изградбата на руралната делница представува продолжение на првата фаза и на веќе асфалтираните 770 метри. Станува збор за проект кој во 2018 година се најде на листата проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби за финансирање.
Само за една година општина Кочани доби вкупно 53 милиони денари од платежната агенција и од Бирото за регионален развој за нови локални патишта во регионот. На овој начин, со средства од државата и со сопствени пари, се одговара на потребите на жителите од руралниот дел во Кочанско, што придонесува за зачувување на традиционалните вредности во подрачјето. Од 708 компании кои земале пари за исплата на плата, а не ги дале на вработените, 5 се откочани, покажа објавениот список кој јавно го истакна владата. Фирмите подитно да им го исплатат сработеното на работниците. Ако тоа не го сторат во предвидениот рок, од владата веќе најавија дека ќе го бараат од јавното обвинителство да покрене постапка за утврдување кривична одговорност против одговорните лица во компаниите. Сметам дека платите итно треба да се исплатат на работниците од страна на компаниите, треба да се покаже одговорност и од нивна страна, ова е голем пропуст кој што е направен и секако дека санкционирање на компаниите ќе се случи. Во моментов Генералниот секретаријат ги испитува сите правни можности, се покренуваат сите елементи кои што се можни. Се работи за 708 компании кои земале пари за исплата на априлска и мајска плата, но парите никогаш не легнале на трансакцијските сметки на работниците. Овие фирми не исплатиле 162.000 евра по основ плата за месец април и 222.000 евра за месец мај. Оштетени се 1700 работници кои останале без примања, а дури 52.000 луѓе добиле пониска плата од минималната. Во меѓувреме, дел од фирмите под притисок на јавноста почнале да ги исплаќаат платите за работниците. Најголем дел од компаниите кои ги вршеле злоупотребите се од Скопје, Тетово, Гостивар, Струга и Куманово, претежно од дејностите трговија на мало, подготовка на оброци, служење храна и транспорт. Туристичко-угостителската комора од Комисијата за заразни болести побара итно носење на протоколи за прослави во нивните објекти. Угостителите сметаат дека потребни се правила и контролирано одражување на свадби, крштевки, родендени и слични семејни веселби, бидејќи вака ситуацијата може лесно да излезе од контрола. Канал 8 разговараше со собственикот на угостителскиот објект Аледар во Кочани, член на управниот одбор на Независната угостителска комора. Сега малку тоа двосмислено е забрана за играње на подиум, знаеш, за играње на подиум се дали ќе има ора, дали нема да има. Тоа е двосмислено. Сега свадба без оро, знаеме сите дека не е свадба, нели? Сега луѓето знаеме тука барем ние барем Македонија така функционираат. Свадба си луѓето сакаат со ора, со музика да се, нели, веселба и така натаму, мислам, тоа е свадба. Нормално. Лично јас не се согласувам да има свадба да нема ора. Мислам, самите луѓе не би сакале да организираат свадба во такви услови. Дека седнеме со управниот одбор, ќе ние по наше мислење некои протоколи ќе ги доставиме до Комисијата за заразни болести, што мислиме дека се, нели, што мислиме дека и би се почитували од страна на гостите и така натаму. По моје мислам дека е најдобро да се намали бројот на гостите, пример, ако свадбата треба да биде 500 луѓе, нека биде со 200. Такво нешто, меѓутоа да не се ограничува делот на играње. Ора мора да има на свадба, тоа го знаеме сите. Инаку рестораните и угостителските објекти овој период работат со загуба. Ги откажаа сите прослави, свадби, крштевки и матурски, а до претходната недела не беа дозволени ниту музички групи. Работиме со загуба сега, тоа е. Надеваме се дека натака ќе се следи работава и ќе продолжиме да работиме нормално. Сега моментално е тешка ситуацијата, многу тешка. Тоа е тоа. За сите угостителски објекти, претпоставувам. Алексов додаде дека во блиска иднина не ни очекуваат дека би можело во многу да се подобри ситуацијата, бидејќи луѓето се исплашени од вирусот и не би можеле да се опуштат како порано. Но сепак во рестораните се почитуваат мерките за заштита од COVID-19 и од страна на гостите и од страна на вработените. Јавната општинска установа Библиотека Искра од Кочани ги повикува своите најмлади читатели, деца и млади да ја посетат, која во овој временски период на работење го збогати својот библиотечен фонд со најнови книги за деца и млади и може да им понуди литература за деца од различен жар и содржина.
Библиотеката испраќа повик за учество до најмладите сограѓани во програмска содржина. Најубава мисла и порака од мојата омилена книга, на која може да се учествува со доставување на омилениот дел од содржината, порака или мисла од својата омилена книга. Учесниците во програмата ќе имаат можност да бидат дел од едукативната работилница на тема информацијска писменост. Најмладите сограѓани од предшколска возраст пак, кои читаат заедно со своите родители, може да учествуваат во програмата Мојата прва книга, илустрирајќи цртеж и изработувајќи насловна корица од својата омилена книга и сликовница. Повикот е отворен од 5 до 25 август. Содржината со која сакаат да учествуваат децата и младите во програмите се најубава мисла и порака од мојата омилена книга за деца и млади и содржината на тема Мојата прва книга за деца од предучилишна возраст. Истите може да ги пратат преку месенџер на Facebook страната на библиотеката Искра. Поизразена информатичка неписменост е присутна кај ромите, за кои што истражувањата покажале дека ако имаат технички услови и кој да поработи со нив и да им помогне околу снаоѓањето со платформите, учениците роми се заинтересирани да учат онлайн и да истражуваат. Затоа Ромскиот образовен фонд од септември ќе им пружа дополнителна подршка и помош на овие ученици. Искуството покажа дека учениците роми дури и подобро се снаоѓаат во онлайн наставата и поинтересно име и се позаинтересирани, односно помотивирани, кога ги имаат сите технички услови неопходни. Се согласувам дека предизвик е за родителите како да им помогнат на децата во вакви случаи на образование и како успешно да ги користат сите електронски платформи. Да бидам искрен, и мене понекогаш ми е тешко да се вклучам на сите електронски платформи и да имам состаноци, мајки предвид дека сите користиме различни платформи, но заради тоа напоменав дека една од активностите која што име на располагање е и IT поддршка, односно има телефонски број на кој што може да се јават и да добијат одредени совети и насоки како да го вклучат уредот, како да го користат, како да се поврзат на одредена платформа, така да тој дел не е изоставен. Од Министерството за образование и наука претходно посочија дека се во фаза на подготовка на 3 можни сценарија пред почетокот на учебната година, а тоа е децата да се вратат назад во училниците, второ да останат дома пред компјутерите и третото сценарио е да се направи комбинација од двете претходни, но се ќе зависи од состојбата со COVID-19. По повод верскиот празник Курбан Бајрам, градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев упати честитка до припадниците од исламска вероисповед во која се вели: "Ви го честитам големиот верски празник Курбан Бајрам. Искрено ви благодарам за придонесот во негувањето на соживот со граѓаните од сите заедници, како и за поддршката што ја давате во развојот на Кочани. Повикувам и во иднина етничката и верската различност да не зближуваат и да бидат мост меѓу сите граѓани во нашата општина и држава." Стои во честитката од градоначалникот Илиев.